Пепелашка. Некогаш во едно време, во едно мало кралство, си живееше еден човек. Тој се ожени со најгордата и најлошата жена во целата земја. Таа имаше две ќерки кои што беа исто толку нечисти и лоши како и нивната мајка. Човекот исто така имаше мала ќерка која се викаше Пепелашка. Таа беше полна со добрина и беше една од најслатките девојчиња кои што кралството некогаш ги имало. Жената беше премногу љубоморна на убавината на Пепелашка. Ја тераше да ги работи најтешките работи во куќата. Пепелашка ги миеше чиниите, го чистеше подот и ги местеше сите кревети во куќата, а нејзините полусестри се одмараа по цел ден и играа со убави фустани. Принцот, синот на кралот, одлучи да направи бал. Тој испрати покани до сите млади девојки во земјата. Макејата на Пепелашка и полусестрите беа прерадосни, не зборуваа за ништо друго освен за балот по цел ден. Тие направија убави фустани за да изгледаат најубаво. И покрај се, Пепелашка се понуди да им помогне да се спремат за балот, бидејќи таа имаше одличен вкус. И иако нејзините сестри се однесуваа лошо со неа, таа секогаш им го даваше нејзиниот најдобар совет. Додека им помагаше, постарата сестра праша: Пепелашка, зарем нема да одиш на балот? Пепелашка натажено ја наведна главата и рече: Не, ама вие само се шегувате со мене, затоа што јас немам што да облечам. Може би вие би можеле да ми позајмите нешто. Што? Да позајмиме наша облека на ваква нечиста Пепелашка? Па ние не сме будали, викнаа тие. Кога најпосле дојде големиот ден, Пепелашка ги придружуваше макејата и полусестрите во кралскиот двор. Таа се расплака додека гледаше како влегуваа на убавиот бал. Додека плачеше, се појави добрата баба Самовила. Пепелашка, зошто плачеш? Таа праша. Ти би сакала да одиш на балот, не ли е така? Да, плачеше Пепелашка со солзи. Добрата Самовила се насмевна и рече: Еве вака, истрчај во градината и донеси ми една тиква. Пепелашка веднаш отиде да ја донесе најубавата тиква што можеше да ја најде. Самовилата ја допре тиквата со волшебно стапче и веднаш ја претвори во убава кочија, прекриена со злато и сребро. Потоа таа побара од Пепелашка да најде глувчиња. А кога Пепелашка ги донесе малите влакнести суштества, добрата баба секое од глувчињата го допре со волшебното стапче и ги претвори нив во убави коњи и еден кочијаш. Па што велиш? Дали се уште мислиш дека не можеш да присуствуваш на балот? Праша добрата баба Самовила. Ох, да, плачеше Пепелашка. Па како да одам ваква во оваа облека? Магијата трае само до полноќ, затоа вети ми дека ќе заминеш од балот порано, ја предупреди добрата Самовила. Добрата Самовила ја допре со волшебното стапче и веднаш стариот фустан се претвори во бел сребрен фустан кој што светкаше со дијаманти. Најпосле Самовилата и даде стаклени чевли на Пепелашка, најубави во целиот свет. Пепелашка вети дека ќе се врати пред полноќ, се заблагодари повторно и замина со кочијата на балот. Кога влезе Пепелашка,
Танцувањето и музиката застанаа, бидејќи сите се завртеа да ја гледаат незината убавина. Никој не ја позна. Принцот дотрча до неа и ја покани да танцуваат. Тој никогаш не се тргна од неа. На Пепелашка толку и беше убаво, што сосема заборави на времето. Кога големиот часовник чукна полноќ, Пепелашка беше шокирана. "Извини, јас морам да си одам сега," рече таа. "Не, почекај, јас не знам ни како се викаш," викаше принцот. Пепелашка побегна, а принцот потрча по неа. Меѓутоа тој единствено успеа да го земе стаклениот чевел што и падна на Пепелашка. Пепелашка стигна дома, но беше скоро без див и во незината стара облека. Веднаш легна в кревет и се преправаше дека спие. "Вие сте останале до многу доцна," им рече на сестрите кога дојдоа. "Да беше и ти таму, ќе ја видеше најубавата принцеза," извика по старата сестра. "Таа беше многу добра и со нас и го имаше целото внимание од принцот. Никој не знае која е и принцот би дал се само да разбере за неа," рече помалата сестра. Сите принцези и војводки во кралскиот двор го пробуваа чевелот, но сето тоа беше за џабе. После неколку дена принцот објави дека ќе се жени со жената, чија што нога ќе може да влезе во стаклениот чевел. Најпосле го донесоа чевелот кај двете сестри, а тие со цела сила пробуваа да го облечат чевелот. Пепелашка, која го виде ова, учтиво праша и таа да го проба чевелот. Кога ногата на Пепелашка лесно влезе во чевелот, незините сестри беа вчудоневидени. Се појави добрата баба Самовила. Со врвот на незиното волшебно стапче ја претвори Пепелашка во убавата девојка од балот. Потоа ја одведоа Пепелашка кај принцот. А за кусо време Пепелашка се омажи за принцот. Така таа секогаш среќно си живееше заедно со него.